застанува наспроти овој народ. Сакам да го изразам мојот протест до начинот на кој што сме запрени да отидеме до домот на пратеничката. Таа е моја стара познаничка и мислам дека имам право да и го врачам нашиот протест, овој текст и да побарам да размисли, длабоко да размисли, повеќе ноќи да размислува и да не го менува уставното име. Господа од полицијата, политички контролираната полиција, полиција која што денеска се јавуваше на мои блиски, да ги спречи да дојдат со мене на протестот. Треба да се угледате. Треба да се угледате на полицијата во Бугарија која што застана со народот и ги фрли шлемовите. Полицијата не смее да биде против народот. Вие сте дел од македонскиот народ. Вие не смеете да бидете политичка алатка. Не смеете да водите тајни досиеа. Вие треба да го чувате народот. Вие треба да го чувате интересот на македонската држава. Никој од нас нема намера да прави проблем. Но ние имаме право да им кажеме на нашите пратеници, кои што се гласани од овие луѓе, дека треба да го почитуваат тој што ги избрал. Никаде во светот нема тој што е изберен да биде чуван од тие што го избрале. Ова е срамота за македонската демократија, ова е срамота за македонските пратеници. Тие ако се чисти, ако имаат чисти намери, треба да дојдат да застанат со нас. Никој нема да ги пипне, јас им ветувам. Да не чујат дека бараме да се сочува македонската држава. Ние не бараме други држави. Не бараме поделба. Не бараме сецесија. Не бараме одвојување. Бараме да се ја заштитиме и они да ни помогнат македонската држава. Слушаме дека им се заканувале со затворски казни. Јас сакам да ги поканам, ако направиле криминал, да одат во затвор, да си лежат они, да не лежи место нив целиот македонски народ. Ние не сме должни да трпиме колективна затворска казна за тоа што некој од нив го правил. Бети, ако ме слушаш, те молам да размислиш. Немаш мандат, нити право да гласаш за промена на уставното име на Република Македонија. Дајте да не чуе Бети, нема друг начин. Дигнете глас, македонци. Македонија!